Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе завршиме со обработка на така наречените Алелуја псалми, односно песни во кои авторите го слават Господ за неговите дела. Станува збор за псалмите 113 до 118, кои пак во Израел се пеат за време на религиозните празници Пасха, Педесетница и празникот на шаторите. За време на Пасхата присутните земаат чаша која 7 пати кружи помеѓу нив и помеѓу секој круг пеат еден од овие псалми. Некои коментатори и проучувачи на еврејската традиција велат дека друг начин на кој се празнувала Пасхата бил следниот. Присутните ги пеат псалмите 113 и 114 пред оброкот, а по оброкот ги пеат псалмите 115 до 118. Но, поентата е дека ова се песни кои имаат важна улога во еврејските религиозни празници, а конкретно Пасхата секогаш се завршувала со пеење на псалм 118. Во Евангелие според Матеј, глава 26, стих 30, се вели дека Исус и учениците испеа химна и си заминаа од горната соба. Таа химна најверојатно е псалм 118, но за тоа ќе размислуваме малку подоцна. Псалм 117 е најкраткиот во Светото Писмо и се состои од само 2 стихови. Иако е краток, сепак не значи дека е беззначаен. Ќе ги прочитаме тие 2 стихови кои гласат: Фалете го Господа сите народи, прославувајте го сите луѓе, зашто се зацврсти неговата голема милост на нас и верноста Господова пребива вечно. Ова е длабока изјава на која треба да ја обрнеме повеќе внимание. Очигледно е дека станува збор за пророчка изјава, која се однесува на иднината, кога луѓе од сите народи ќе се обединат во песна за славење која ќе му ја пеат на Господ Исус Христос. Со нетрпение чекам да видам и доживеам како сето тоа ќе изгледа и звучи. Знам дека ако сега погледнете на светот, не добивате некое чувство дека има многумина кои се искрени верници во Господ. И би рекол дека тоа било така во секоја генерација од историјата на човештвото. Може би додека ги читавме стиховите од Псалм 117, може би во себе си помисливте, каде се сите тие луѓе и народи кои го слават Господ? Денес се повеќе луѓе се слават себе си или успехот, парите и сексот, отколку Господ. И тоа е навистина така, но мора да имаме на ум дека стихот кој го прочитавме не вели дека сите луѓе ќе бидат верници и ќе го слават Господ. Таа идеја воопшто не е поддржана во писмото, иако некои луѓе ја проповедаат. Светото писмо јасно вели дека луѓе од сите народи ќе го слават Господ. Тоа е запишано во книгата Откровение. Во книгата Захарија, глава 2, стих 11, читаме: Многу народи ќе дојдат кај Господ. Да, тоа ги вклучува и израелците. Иако според тоа што го гледаме моментално, поголемиот дел од израелците не веруваат во Исус Христос како Месија, сепак, лично сметам дека доаѓа време кога Бог повторно ќе го привлече тој народ кон себе. Во книгата на пророк Михеј, глава 7, стих 20, читаме: Ти ќе покажеш верност кон домот на Јаков, милост кон Авраам, како што со клетва си им ветил на предците наши од најдамнешни дни. Во книга Исаја, глава 54, стихови 7 и 8, пишува: За малку време те оставив, но со голема милост ќе те приберам. Во пламенот на гневот го сокрив од тебе лицето свое за кратко време, но со вечна милост ќе те помилувам, вели твојот искупител Господ. Како што можете да забележите, овие ветувања се однесуваат на Израел, но Господ вети дека ќе ги повика кон себе и сите останати народи. Исполнувањето на тоа ветување го имаме во Новиот Завет со доаѓањето на Господ Исус Христос. Во Дела, глава 15,
читаме за тоа како апостолите и другите водачи на првата црква се собраа за да разговараат по однос на ова прашање. До тогаш, генерално гледано, тие беа навикнати дека само евреите ја прифаќаат христијанската вера, но одеднаш и неевреите почнаа да веруваат. На соборот кој го имаа во Ерусалим, првите христијански водачи го сватија тоа што Господ одамна го вети, дека е дојдено време и неевреите да се обратат кон него. Да, вистина е дека им беше потребно малку време за да го свата тоа, но добро е што ја разбраа и прифатија таа реалност. Заклучокот до кој дојдоа на тој настан гласи: и со тоа се согласуваат и зборовите на пророците, како што е напишано: и потоа ќе се вратам и пак ќе го подигнам паднатиот дом на Давид, и неговите урнатини ќе ги поправам и ќе го издигнам, за да го побараат Господ и другите луѓе и сите народи кои се наречени со моето име. Така вели Господ кој го прави сето ова. Тоа е запишано во Дела, глава 15, стихови 15 до 17. Јас дури би рекол дека овој псалм има и аспект кој се однесува на иднината, на моментот кога луѓе од сите народи ќе се соберат на земјата за да го слават Бог. Тоа се уште се нема случено, но убеден сум дека ќе се случи во иднина. Во Псалм 67, стих 7 пишува: Бог ќе не благослови и целата земја ќе има страв од него. Како што можете да забележите, иако Псалм 117 е многу краток, сепак станува збор за песна во која е застапена многу важна вистина поврзана со иднината и спасението на сите народи. Во одредена смисла, Псалмот веќе почна да се исполнува, бидејќи луѓе од многу народи веруваат и го следат Господ Исус. Но, делот Псалмот допрва треба да се исполни, кога буквално луѓе од сите народи ќе го слават неговото име. Сега доаѓаме до Псалм 118, кој е исто така длабок и поучен. Една од причините поради која е интересен е затоа што овој псалм му претходи на Псалм 119, кој е најдолгиот, а и воопшто најдолгата глава во Светото писмо. Значи, Псалм 117 е најкраток, а Псалм 119 е најдолг, а помеѓу нив се наоѓа Псалм 118. Не само тоа, туку оваа песна е последна од така наречените Алелуја псалми. Патем, ова е песната која Господ Исус и неговите ученици ја пееа во горната соба. Тоа се случи откако вечераа заедно, откако Господ Исус ја воспостави причеста, а им кажа на учениците дека ќе биде предаден. Во Евангелие според Матеј, глава 26, стих 30, читаме дека тоа собирање го завршија пеејќи химна. Апостолот Матеј не ни кажува која химна ја пееле, но, како што спомнав претходно, според еврејското предание, Паската се завршувала со пеење на Псалм 118. Тоа е една од причините поради кои верувам дека овој псалм треба да ни биде особено важен. Замислете, ова се зборовите кои Господ Исус и учениците ги пееа ноќта кога тој беше уапсен. Ке почнеме со читање на текстот, стихови 1 до 3. Славете го Господа, зашто тој е добар, зашто милоста негова е вечна. Нека каже сега домот Израелов, дека милоста негова е вечна. Нека рече сега домот Аронов, дека милоста негова е вечна. Авторот не повикува да го славиме Господ, но исто така и ни дава причина, поради тоа што неговата милост е вечна. Вие и јас треба да го славиме Господ, бидејќи низ годините тој секогаш бил со нас и не напуштил. Таму каде што сте во моментот, благодарете му на Господ за сите негови добри дела, за тоа што низ годините остана верен кон вас, дури и во тие моменти кога вие сте се оддалечиле од него. Стихови 4 до 6. Нека кажат сега сите кои се бојат од Господ, дека милоста негова е вечна. Кога бев на мака, го повикав Господ и тој ме услиши и на ширина ме изведе. Господ е мој помошник,
нема да се плашам, што може да ми направи човек? Би било добро да имаме ваков став во животот. Ако знаеме дека Господ е наш помошник, ние реално гледано нема потреба да се плашиме од ниту еден човек. Опциите се тие. Или ќе имате страв од Господ, или ќе имате страв од луѓето. Стих 8. Подобро е да се надевам на Господ, отколку да се надевам на човек. Дали го слушнавте тоа? Ова е една од најважните животни поуки кои ги наоѓаме во писмото. Подобро е да се надеваме во Господ, отколку да се надеваме во човек. Се чини дека исто како и во претходниот стих, авторот прави јасна разлика помеѓу Господ и луѓето. Таму индиректно, како да ни вели дека е подобро да имаме страв од Господ, отколку од луѓето, а сега дека е подобро да се надеваме на Господ, отколку во човек. Кога Господ Исус ги пееше овие зборови во горната соба, тој околу себе имаше 11 апостоли и знаеше дека во страдањата кои му следат, подобро е да се надева на небесниот татко, отколку на апостолите. Стихови 9 до 11. Подобро е да се надеваш во Господ, отколку да се надеваш во кнезови. Сите народи ме опколија, но со името Господово јас ги разбив. Ме обседнаа, ме обиколија, но со името Господово јас ги победив. Кога Господ Исус беше распнат на крстот на Голгота, тој беше опколен и обиколен од многу луѓе кои беа непријателски настроени кон него. Но, сепак, бидејќи се надеваше на небесниот татко, бидејќи дојде да ја исполни неговата волја и да не спаси, Исус победи. Тоа што на крстот на Голгота изгледаше како пораз, по 3 дена, кога небесниот татко го воскресна синот од мртвите, се претвори во победа. Стих 14. Господ е крепост моја и сила, тој стана мое спасение. Ова е прекрасна изјава на верата. Господ може да биде и ваша крепост и сила, но и ваше спасение. Се што треба да направите е целосно да му се предадете, да ја барате и исполнувате неговата волја и ќе го доживеете на овој начин. Стихови 15 до 17. Глас на радост и на спасение се слуша во домовите на праведните. Десницата на Господ дава сила. Десницата Господова ме возвишува. Десницата Господова дава сила. Нема да умрам, но ќе живеам и ќе ги разгласувам делата Господови. Ова пророштво се однесува на воскресението. Стих 18. Господ строго ме казни, но на смрт не ме предаде. Всушност, Исус Христос на себе доброволно ја зеде казната за нашите гревови, затоа беше распнат на крстот на Голгота, за наше спасение. Стихови 20 и 21. Ете, тоа е вратата Господова, праведните влегуваат низ неа. Ке те славам, зашто ме услиши и стана спасение мое. Во Евангелието според Јован, глава 10, стих 9, Господ Исус вели: Јас сум вратата. Секој кој влегува низ мене ќе биде спасен. Праведните минуваат низ таа врата, односно преку Господ Исус Христос влегуваат во Божјото царство. Стих 22. Каменот што го отфрлија ѕидарите стана камен темелник. Ова е исто така пророштво кое се однесува на Господ Исус Христос. Авторот го споредува со камен во кој ѕидарите не видоа вредност, но сепак стана каменот темелник, односно оној камен врз кој стои целата куќа. Стих 24. Ова е денот што го создаде Господ, за да се зарадуваме и да се развеселиме во него. Секој нов ден е подарок од Господ и затоа треба да се радуваме и веселиме во секој нов ден. Но оваа радост и веселба мора да бидат во контекст на тоа што Господ го бара и очекува од нас. Знаете, некои луѓе мислат дека се радуваат и веселат
кога се под дејство на алкохол и нивното расположение е поинакво. Тоа не е поентата на овој стих. Ние сме повикани да се радуваме и веселиме во Господ, во Неговата добрина и на секој нов ден да му пристапиме со благодарност во нашите срца. Особено благодарност за спасението кое ни е дадено во Христос. Стихови 25 и 26. О Господи, спаси не! О Господи, побрзај! Нека е благословен оној кој оди во името на Господ. Ве благословуваме од домот Господов. Да ве подсетам, Господ Исус и апостолите ги пееја овие стихови пред тој да биде предаден и измачуван. Тоа значи дека песната која ја пееја не беше тажна, туку радосна. Стих 27. Бог е Господ и тој не осветлува. Образувајте празнична придружба до роговите на жртвеникот. Бог не осветлува затоа што и самиот тој е светлина. Стихови 28 и 29. Бог мој си ти, и тебе ќе те славам. Бог мој си ти, и тебе ќе те превознесувам. Славете го Господа, зашто тој е добар, зашто милоста му е вечна. Ова е последен повик во овој псалм, со кој авторот ја нагласува важноста да го славиме Господ. Јас сум свесен дека секој од вас има некакви проблеми и потреби во животот. Сите ние имаме подеми и падови. Знам дека некогаш се разочаруваме и обесхрабруваме поради животните околности во кои се наоѓаме. Но, во сето тоа, не треба да заборавиме на Господовата верност. Не треба да заборавиме дека Бог не сака и никогаш не напушта. Луѓето можат да не напуштат, разочараат, па дури и повредат, но Бог никогаш не го прави тоа. Тој ни пристапува со љубов, милост и добрина. Токму затоа е достоен и ја заслужува нашата слава. Сега доаѓаме до Псалм 119, кој од прилика се наоѓа на самата средина на Светото Писмо. Главната тема на оваа песна е Божиот збор и колку тој е важен во животот на верникот. Станува збор за најдолгиот псалм и најдолгата глава во писмото, која се состои од 176 стихови. Во речиси секој од овие стихови, со исклучок на 2 или 3, се велича Божиот збор. Навистина би сакал ние христијаните денес да имаме повисоко мислење за Божиот збор и повеќе да го цениме. За жал, денес во црквите се става силен нагласок на програмите, методите, церемониите и активностите, а се помалку на Божиот збор. Би сакал да дочекаме време кога тоа ќе се промени, бидејќи само преку Божиот збор може да дојде до вистинска позитивна промена во црквата. Ке почнеме со читање и обработка на овој псалм во следната епизода. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.